Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Имам особена чест и задоволство вечерва во студиото да ја поздравам Ана Дурловски. Ана, добро вечер, добре дојдовте и се извинувам што нема да ве персирам. Добро вечер, па ние сме веќе одамна пријатели. Ви благодарам заради тоа. Ми направивте пред неколку години огромна чест со вашето појавување, доаѓање тука и морам да ви признам дека многу ме фасцинираше таа приказна. Ретка приказна за патот ни животот и успехот. Тоа е можеби една од ретките емисии на која сум се навратил да ја гледам. Заслужува еден, ако не документарец, една така некоја верзија филмувана биографија, некоја ваша. Знаете, онаа сликата која ми оставивте студените денови, возење во трамвај од станица до станица со бадемчињата, тоа е... Бевте спектакуларно искрена и тогаш мислам не се повтори такво нешто, нигде не сум видел, не од вас, од никого. Па, верувајте дека јас многу реакции добив од луѓе кои што не ги познавам, кои што ќе ме застанеа на улица и се навраќа на тоа интервју, сум оставила голем впечаток. Приказната е интересна, верувам дека секој еден кој што тргнал да се гради и не го одбрал полесниот пат, има една ваква приказна да каже. Колку искрено ќе ја раскаже на другите и ќе ја сподели, не знам, тоа е до човекот. Јас сум секогаш искрена и верувам во искреноста. А дека има интересни приказни, верувам дека и други луѓе можат да споделат. Вашата судбина и вашата кариера и сето тоа е врзано со Игор. Вие сте како едно и цело време вие ја раскажувате таа приказна. Не раскажувате своја лична на Ана, тоа е Ана и Игор. Како се бореле низ животот. Кој кога превагнувал, кој кого го влечал другиот да му помогне, секогаш. Никогаш не ве прашав за вашата љубовна приказна. Како издржавте низ тие премрежја толку, бидејќи денеска нели многу брзо се распаѓа од X причини, обстанавте. Дали обстанувате и денеска во бракот и во љубовта токму заради тоа што го поминавте наназад или тоа е, не знам, детска, никогаш не ве праша? Па ние сме со Игор заедно од нашите студентски денови. Када доста време сме заедно и некако тргнавме заедно во борба со животот. Мислам дека најмногу се базира една врска на почит. Додека кога ја почитувате личноста со која што сте, спремни сте и на компромиси. Многу луѓе во денешницава гледам млади не сакаат воопшто компромис никаков да направат. Јас сум спремна на компромис, исто така и личноста со мене очекувам да биде. Значи со еден договор, со една взаемна почит, не е секогаш лесно, има убави, има тешки моменти, но е убаво да се стави на тест врската. Сите тешки моменти што доаѓаат во живот се еден вид тест. Морам да кажам дека нашето семејство сега веќе навистина го помина тестот. И на љубовта, и на взаимната почит, и на сплотеноста. И им посакувам и на други луѓе да имаат можност во животот да искусат една таква врска. Добро, секогаш во врската има, вие сте големи професионалци во својата работа и тука и надвор. Вашето тело, вашето изглед, тоа е машина, едноставно мора да изгледате на сцена како што изгледате. И тоа бара некои други компромиси. Најверојатно притисокот пред премиери, проби, семените обврски и така натаму. Нема да ги спомнам другите работи. Сето тоа знае да качи притисок. Како излегува тоа? Ја, например, со сопругата земаме ракавици, идеме во ринг, бокс меч еден. Вистина? Не се шегувам. Ми се допаѓа. Ке се испотепаме во ринг и после тераме. Конфликтните ситуации, како ги се надминуваат, а да не остават трага? Понекогаш ќе му пукне некому филм, ќе изгуби.
го осеќаш ли, имаш ли секогаш трпение и капацитет да ја примаш неговата негатива и он тебе? Како тоа се надминува според Тоа е вас? се вака како експерт за... Не, за не, си разговараме. така, Бидејќи, знаеш зашто? Ја ќе ја пуштам пак репризата од твоето гостување, твојата приказна. И ми останаа неколку неразјаснети работи. Знаеш, љубовта не е само за убавото, Јасно. не е еросот, не е лесното. Љубовта е во тешкото, таму се испитува љубовта. Но, еве, јас ке кажам, имало напнати моменти во смисол премиера, концерт, важен настан, сите други обврски плюс, нели? Не е никој, барем во Ана, не во барам нашата- интимни детали. Така, не, Барам не. филозофски животен пристап. Работата е да го прифатиш човекот таков каков што е и со сите негови мани. Веројатно помалку да се трудиш да го смениш заради тоа што како што поминува времето многу се помали и помали се шансите. Да се обидеш да го разбереш. Јас ја имам, ете така да кажем, можеби е мана некогаш е доблест, да секогаш се ставам во ситуација на тој другиот. И кога има кавга, прво тргнувам од себе да видам каде сум сгрешила. И се не сакам да кажам да не се добие печаток еден дека јас не знам да имам лоши моменти. Знам, но во тој момент Игор е тој кој што ќе реагира соодветно. За да можеме да го надминеме тоа. Значи, не е секогаш Значи, таа нормални луѓе сте. позитивност, да, апсолутно нормални со сите проблеми, со сите убавини и потешкоти што доаѓаат во животот, обврски, деца, работа, да се разнесат децата, да се завршат нашите обврски, да се најде време заедничко. Единствено што ми фали во животот е време, тоа би кажала. Би сакала денот да има барем 35 сата. Ако најдеш некое такво враќање на времето, пиши ми у инбокс, мене исто толку барем ми фала. Јас верувам во тоа дека времето поминува на некои места многу поспоро, побавно отколку тука, како што ние сега го живееме животот. Си замислам секојаш некаде на планина, кога би живеела таму, побавно би ми поминувало времето и имам желба така да се осамам или барем да се обидам времето да го забавам, за да имам можност повеќе да уживам во животот. Ако добро те разбирам, по квантна физика збориш дека премногуте податоци, значи премногуте информации и случки во животот, нам едноставно го губиме собственото чувство за време. И одеднаш денот поминал, кај се свртиш година поминала, кој ќе се свртиш, Игор ќе ти рече имаме годишница, кога попрво вчера беше и такви работи. Тоа е. Да, веројатно е и врзано со многу обврски, но ете живееме во такво време, треба да го прифатиме тоа, иако не се предавам и ќе се обидам барем некогаш кога ќе го начекам моментот да пробам, да видам дали навистина таму побавно минува времето. Како мајка и сопруга, како лично го доживеа ова премрежје што се случуваше? Без детали што и како, чисто како ги издржа сите оние тешки денови и мигови, кога и на Игор му беше најтешко? Морам да кажам дека вака сега од оваа дистанца и можеби ќе звучи чудно, можеби ќе звучи лудо, но не би сакала да беше поинако. Многу работи добивме. Многу работи, една од работите дека семејството се покажа како многу стабилно, станавме посилни, научивме многу работи. Покажавме дека имаме достоинство, дека сме луѓе и на крај, и како што и беше,
ние тоа го знаевме од почеток, но другите не го знае, дека со се што се влезе беше една искрена намера, без никакви лоши намери, и дека се немаше никаква вина. Тоа се докаже и ми е многу драго дека Игор истраја и ние покрај него. Иако би кажала ризикот беше голем, во смисол дека знаеме во какво време живееме, но немаше да може ниту тој, ниту јас да продолжиме да живееме, да одлуката да го одберевме другиот пат, да кажем. Немаше да можеме. Разговаравме многу и свативме дека како ќе се движам јас сега по улица кога би одбрала да некој ме помилува за нешто што не сум сторила. Зборувам сега од името на Игор. Јас, додека траеше цел овој процес, може би звучи чудно, но јас бев горда. Јас бев горда на Игор, бев горда на нас, бев горда на луѓето кои останаа со нас. И имало моменти кога ми било непријатно, но тоа не било во тој период. Може би повеќе во периодот пред тоа, кога си требал да се докажеш и да се правдаш за некои работи кои што си ги мислел или сторил. Но во текот на цела ова, би рекла сега, од една страна може би агонија, јас бев, ми се чини 10 сантими над земјата кога одев, заради тоа што ги чувствував луѓето кои што кои што ме сакаа во моментот и кои што не сакаа како семејство. Многу повеќе се искажуваше таа љубов отколку претходно кога се беше, да речеме, нормално. И јас не би го заменила ова искуство. Иако беше тешко, да, не беше лесно, но сум горда на тоа што го доживеевме и што го преживеевме. Како се снајде со децата? Па тоа ни беше најболна точка, би рекла, од тоа најмногу се плашев, што со Игор знаевме дека ова кога тогаш ќе заврши, како ќе заврши не знаевме, но дека е работа на игра, работа на време, кога се ќе се разјасни евентуално, и тука немаше дилема. Најголемата дилема беше, односно болка беше, како децата ќе поменат низ ова, и морам да кажам дека и тие навистина покажаа една зрелост. Ние не ја криевме вистината од нив. Навистина? Да. Тие знаеа точно што се случи, каде е тато, зошто е тато таму. Ние не ја криевме од нив вистината, заради тоа што сметам дека ако не тогаш, ти еден ден ќе ја дознае вистината. Еднаш кога ќе знаете приказната за волкот и за овчарот. Ако еднаш излажеш, како тоа дете мене утре ќе ми верува? Ја може би на ваше место би излажал чисто да му го одложам периодот кога ќе биде емоционално позрел и постабилен како родител, да го заштитам во овој период и секако никако криење на вистината, но секоја ви чест, сигурно сте грижливи родители и сте одбрале добар начин. Мојот сигурно не е ни најправилен, ама разговараме за тоа, бидејќи ова се лекција од животот за било кого, за било што. Да, јас само можам да кажам дека во нашиот случај навистина испадна позитивното, дека децата беа информирани и дека, знаете како можеше да се случи во училиште некој да им каже. Некој другарче да каже. И тоа сте во право. Така? Да. Тоа дете мора да... Тоа секогаш го велам и во пењето. Ти мораш да си сигурен во тоа што го правиш, за да немаш страв на сцената да застанеш. Ти немаш страв. Сега немам. Некогаш сум имала стравови, додека некои работи се уште не сум ги знаела. Никој не се родил учен и во текот на кариерата сум се надградувала и сум учела. Но велам,
кога ќе знаеш вистината, кога ќе знаеш како ти прво ќе преработиш информацијата лоша или добра, ќе знаеш да му одговориш на тој што ќе те стави во ситуација. И затоа мислам дека беше правилно одлуката да знаат децата. И Игор вака се држеше цело време? Да. Игор беше, да не се држаше Игор така, и ние немаше да се држиме. Јас секогаш кога ќе отидев на посета кај него, кога ќе му го видев ликот, знаев дека е пола глума, дека супер му е, да не се грижиме, добар е, но на вистина духот му остана и тоа имаше коментари, мисля, че имаше една отворена судска расправа, каде што тој прв пат се појави на телевизија, односно имаше камери, па се пренесуваше тоа спектакуларно и Игор многу добро изгледаше. И тоа и на другите луѓе им даде и сила и надеж да истраат. Не беше, мислам, не сме ние сами со проблемите, има и други луѓе кои што имаат проблеми, но ете, да се види дека може човек да истрае и пак ќе кажам да не беше тој така силен, немаше и ние да бидеме. Од него доаѓаше енергијата. Не паднавте? Не дојде еден момент да ја, не знам, гушнеш, да ја натопиш перницата, да идеш да се извикаш, едноставно да го исфрлиш оној, не те фати паника, очај, страв, како ги надмина тие состојби. Не зборам само за, знаеш, ова се работи кои сите сме ги искусиле заради различни ситуации. Ме интересира, сакам да знам луѓето како успеале да се носат со тоа. Или си толку емоционално интелигентна особа, да, тоа се вика нов термин е емоционална интелигенција, луѓе што можат да се ги контролираат и насочуваат емоциите без да имат последици. Па, јас не верувам во, како народски кажано, кукање. Сега, кога е тешко, нема време за тоа. Треба да се размисла, затоа што јас морам да кажам, имав договори потпишани во Германија, кои што требаше да ги исполнам. Значи, представи кои што не можев да ги откажам. На крајот на краиштата не знаевме како се ќе заврши. Најмалку беше моментот да се откажам од пеењето. Јас морам и понатаму да работам за да ја прехранам фамилијата. Или да ги платам судските трошоци и така натаму, се што цела таа луда ситуација го направи. Така да, мене ми беше секоја вечер во глава како ќе го испланирам стратешки денот, како ќе успеам да ги завршам моите обврски, да го фатам авионот за Бајле, навечер да пеам во Дрезден и да се вратам следното утро, за да стигнам на некоја активност врзана околу децата. Така да се немаше време за плачење и натопување на перница. Тие работи веројатно еден ден ќе излезат. Се уште немам таков емотивен набој во смисол зошто ми се случува, како ми се случува. Единствено што забележав и што не го сакав кај мене, беше еден момент кога станав лоша. Во смисол, почувствував емоции кои што до тогаш ги немав. Јас никогаш не сум мразела некој или да имам лоши чувства кон луѓе. Никогаш. И може да некоја особа не ми е симпатична, но не морам ни сега, во големи дискусии да влегувам. Океј, не си одговараме, ама јас не те мразам и не те сакам. Во тој момент почувствував на неколку наврати таква некоја лоша емоција и од тоа се исплашив и си реков, јас не сакам да бидам таква, никогаш не сум била. Зошто да дозволам да ме расипе некој или некоја ситуација? Тоа ми беше единствениот момент каде што се уплашив. Да не станам полош човек, ете тоа.
сама се ресетираш, немаш духовни гуру, некои, не знам, од некаде да ги црпиш овие мудро. На луѓе за ова да го прават, идат, бараат по светот, по планини да дојдат до овие одговори. Предпоставувам дека не, знам дека не, дека е твое, не, реторичко е. Она што ме заинтересира е како ова го поднесува вашите, бидејќи твоето патување, останување на децата, најверојатно дека тука вашите родители се нашле прилично помош околу чувањето со децата. Родители, пријатели, секој се наоѓаше. Комши, пријатели, имаше еден куп луѓе кои што беа таму за да помогнат, за тие работи, што можеше да се помогне. Од друга страна, многу луѓе кои што ни беа, како да кажем, терет. Во смисол, има луѓе кои што едноставно се тука кога ти е само тука кога ти е добро, а кога ти е лошо никаде ги нема и тоа е една придобивка. Многу голема придобивка. Нив ги нема. Ја ќе бидам вечно благодарен заради тој момент што и јас го доживеав овдека во животот. Така, гледате колку предности има целава ситуација. Колку и да било тешко, се согласувам, затоа што од таа тежина извлеков правилно заклучници, многу ми е полесно во овој момент. Нели, газам исправено, одам исправено, потполно ве разбирам во сето тоа. И ви благодарам, не планирав за ова да збориме и може би некоректно од моја страна, бидејќи не сакав ништо и мислам дека само ја задрживме емотивната страна, не навлеговме у други сфери кои не дозволат. Немам јас проблем да разговарам за овие работи, никој не ме прашал до сега. Пака јавно, ама немам што да кријам. Тоа е животот, тоа е мојата приказна. А тоа е нашата приказна. Имаше ли притисоци на работа тука, во странство? Сигурно бе информирани што се случува. И што беше, значи ова се неколку прашања сет ти дал, и што беше со ангажманите на Игор надвор, например? Дали он мораше да ги откажува? Дали имаше притисок за него? Дали знаеа што се случува? Тука ми интересира, бидејќи имате интернационална кариера, сепак. Знаете како најмногу загриженост покажа тие што беа надвор колеги. Најголема загриженост и операта во Штутгарт навистина потегна една иницијатива заради тоа што Игор не е единствен со ваква судбина. Еден друг наш колега, голем режисер, исто така голем уметник, Кирил Серебников, тој во Русија го имаше истиот проблем. На политички прогон, да. И ми се чини година дена веќе беше Кирил во домашен притвор, кога на Игор му се случи. Така да во Штутгарт тоа веќе беше принципиално изреагира, така сакате да кажете. Да, апсолутно. И они направија иницијатива, се обидоа тоа и медиумски да ни помогнат, да немаше никаков притисок во однос на неговите настапи заради тоа што сите знаеа, јасно беше дека мора да ги откаже. Тоа е една работа која што знаете како секој е заменлив, ама работата е дека нив им беше до човекот. Тие го знаат Игор. Никако не може да ги спојат еднава приказна со другата, со личноста што ја знаат. Но поучени од претходни примери не се зачудија, туку само констатираа дека ја делат истата судбина. Интересно. А вие како поминувавте? Професионалниот ангажман го... Јас да ви кажам искрено, овде немав настапи. Од која и да е причина. Еден настап имав, ама тоа веќе беше на мајски оперски вечери. Значи во овие 2 години еден настап сум имала. Тоа е, како ја кажем, мене како уметник, мене ми е битно да бидам на сцена. А најмногу ми е битно да бидам на сцена каде што ме сакаат. И за овие 2 години јас настапував строго во Германија, во Австрија, во Кина и во Јапонија. Така да во меѓувреме гледам дека имате ова Blu-ray-от. Имам да ви кажам, има 2 уште нови
продукции кои што се Немам више пари за Blu-ray. ништо јас тие ќе ви ги Не, подарам се во шегувам. следна прилика. Само линк ќе разговараме за Так. ова. Кажете ми, добро, ајде, нека биде така. Значи, после низиниот настап кај мене во емисија, јас го купив ова од Амазон, едва и го најдов, искрено да кажам, од Амазон Германија. Тоа е волшебната флейта на Волфганг Амадеус Моцарт, која во моментов се наоѓа, камерманот каде? Која во моментов се наоѓа како фриз фрейм овдека на мојот телевизор, која сега пред да идеме со пауза сакам да ја пуштам, а Ана вас да ве замолам за време на паузата да може да одиме со прва пауза, а потоа ќе продолжиме, ќе ја емитуваме и секако да ми се потпишеш на Blu-ray-от. А па ќе ми кажеш кои други ги има. Одиме со првиот блок реклами, па ведно се враќаме. Се враќаме назад во студио. Ова е волшебната флейта која оригиналното Blu-ray кое добив и посвета и добив и секако и подпис на самиот Blu-ray. И навистина, бидејќи сега од многу копирајт, ја не можам директно да ви го пуштам заради копирајт да не го исечат после интервју кој ќе го ставам на YouTube. Алгоритмите на YouTube се страшни. Сакам, нели, она феноменална изведба на Ана Дурловски во кога ја она арија на Зимската кралица, каде што нема да заборавам што ми рече. Има толку потешки, поангажирани работи за пеење. Али кога ќе дојде тој момент, вика, сите се напнати и без врска ние сега, вика, оперските пејачи сме, вика, многу понапнати, вика, ни се оптеретуваме токму за тоа. А тоа е чиста техника. Така беше? Така е, мислам, има потешки кондиционо за издржување представи. Да речеме, последното DVD, односно Blu-ray што излезе од и Пуританик, таму пеам исто главна улога Елвира. Тоа е представа која што вие сте на сцена 4 сати пеете нон-стоп, од високи до ниски тонови, се што има врзано за белканто, а белкантото е најголемата уметност на пеењето, го имате во тие 4 часа и плюс режијата е страшно интензивна, модерна, со навистина една визија на режисерот со страшен емотивен набој, кој што треба да го исто да го подкрепите телесно. Тоа е многу кондиционо потешко отколку оваа улога, но оваа улога од друга страна е психички потешка, заради тие високи тонови што сите ги чекаат и ако тие тонови не излезат, без разлика како сте пееле претходно, никој нема да ви прости. So
уште пофасцинантно, освен техниката и перфектната изведба, е ситуацијата. Морам да им објаснам малце на гледачите, ако ја најдат волшебната флейта, токму оваа продукција, ова се случува на вода. Публиката е на брегот и ова е кружен еден остров, ја убаво ја проучив, исто како тебе, каде што одоздола излегувате и така натаму. Ти си на некоја 10-15 метарска платформа која се издига, стоиш таму. Имаш 3 змеја, 3 демона кои те осветлуваат тие рефлектори. Мушички комарци, 300 чуда околу тебе, стоиш, дуа ветер и ти уште треба совршенството да излезе од тебе. Па нафарбана, па натафрена, па сетота кој изгледаш феноменално. Благодарам. А добро, тоа е се дел од целиот спектакл. Не е сите представи се со ваква сценографија и со ваква скапа продукција. Да. Не, има и скапи продукции, но не се вака спектакуларни. Во поинаква естетика се. Ама ова е една од представите кои што навистина остава впечаток, без разлика на која возраст сте. Кажете ми, дали оваа изведба, оваа продукција имаше само една изведба или имаше некоја турнеја или имаше повеќе вакви изведби? Токму со оваа сценографија зборам. Оваа сценографија, односно е продукција на Брегенц Фешпиле, ова е фестивал на Брегенц, музички фестивал, и годишно оде, ако не се лажам, 30 представи, во лето 30 представи беа и одеше 2 лета. И толку, тоа е нивна продукција која што веројатно сега веќе е уништена заради тоа што многу е поскапо да ја чувате во хангари. Многу е полесно да ја уништите. Тоа секогаш ми било криво и сум си велела, Боже, пред да ги уништат, дај да не прашат дали евентуално ние тука би сакале да искористим. Ама не да супер би дошло, например, у Вардар. Не, се шегувам. Охридско лето, цело ова, стави го на Охридско езеро, незаборавно ќе биде. Но, во право си. Кажи ми, ти имаш свој менаџер кој се грижи за твоите ангажмани. Предпоставам, не го бркаш ти само, веќе високо твоето ниво, велиш Кина, Јапонија, Германија, Италија. Да, работам со менаџер. Тоа е Хилберт менеджмент од во Минхен се, но го работат цел свет. И со нив работам веќе долго години. Какви беа ангажманите? Спомнавте Кина и Јапонија, па ретко сте наши артисти, уметници, особено сопран, нели, мега старот во овој свет. Што бевте ангажиран? Какво беше искуството? Или ова е веќе универзален јазик кој секаде функционира? Како изгледаше искуството во Кина и Јапонија? Таму е, знаете како тоа е се на едно страшно високо ниво што се однесува до сали, до простори каде што се изведуваат и концерти и представи. Во Кина бе во Шангај, со Шангајска филхармонија, таму изведував Брамс Реквием и Ексултате јубилате од Моцарт. А во Јапонија имавме една турнеја со продукцијата на Бериковски, исто волшебна флейта. Таа исто е многу интересна продукција. За жал, ја нема на DVD, визуелно нема. Мислам, не може да ја купите, но заради тоа што се уште е активна многу. Активна е заради незината спектакуларност и едноставност од друга страна. Повторете како се вика изведбата? Исто е волшебна флейта, но режијата е на Бериковски. Бериковски, да. Добро. И се работи за една инсценација врзана со анимација. Значи, цела представа е анимирана и проектирана на едно платно, односно на еден бел ѕид на кој што висиме ние пеачите. Ние сме фиксно таму монтирани. И тоа треба да се доживее. Тоа не можам да ја доловам со зборови. И самата проекција, во зависност од каде сте вие и кога вашата арија доаѓа, вие се вртите и сте презентни, и презентен само вашиот лик
Јас сум еден голем пајак во таа продукција и само мојот лик се гледа, другото е се анимација, бидејќи сум во бело облечена, моето тело не се гледа. И сум дел од анимацијата. Е навистина многу интересно. И секаде каде што сме оделе со на таа продукција имам и во Мадрид, и во Берлин, Пеној, сега и во Монтреал. Така да секаде имало страшен одек од публиката, баш заради тоа што е навистина нешто оригинално и невообичаено. Зошто има потреба и во оваа представа? Ја не знам, не можам да кажам дека сум голем познавач на репродуктивната уметност, на оваа уметност површно, но забележувам дека токму волшебната флейта е некако најинспиративна да се експериментира визуелно. Знаете, кој ќе спомнете опера на обичен човек, он си мисли така, 18 век, оние фастанчиња, нели, со карнерчиња, слоевите, ово, она, и заврши работата. Но овдека со вас ја токму и ги сретнав, се запознав со овие современи, ултрамодерни, со технологии, вие сте целата LED диоди, со разни 3D анимации, проекции и така натаму. Дали тоа воопшто операта во светот се редефинира, реафирмира или повторно се бара некаде некој слој? Дали дојде до заситеност во светот на таа репродуктивна, оние класични изведби, па ете, добро е сега да видиме една таква транскрипција? Па вака и другите оперски представи се модернизираат, но не на ваков начин заради тоа што нивниот материјалот, либретото него помалку дозволува. Обично се политички приказни или приказни кои што се слабо врзани со некоја фантазија, би рекла детска, се во зависност некогаш волшебната флейта и многу филозофски се гледа во однос на масоните, во однос на противтежите во светот. Многу е мрачна, многу е шейтанска. Да, но еве овие што се, како да кажем, за поголем опфат на публика си дозволуваат да навистина еве го и главниот лик како некој Папагено, да проработи фантазијата детска, да се што може едно дете да си замисли, да се пренесе на сцена. Но ова е со цел кому? Да се обрати на онаа публика или да опфати и друга публика или новата публика веќе да биде фасцинирана? Кому се обраќаат вака? Сега ќе ви кажам, тоа што сега се обработува, мислам сега, веќе подолго време, операта се визуелно се обработува во еден современ дух. Тоа во Германија е веќе нешто што се подразбира и што не можете да видите ваква представа. Многу ретко ќе видите од овој тип на инсценација. Зошто? Заради тоа што публиката таму е страшно едуцирана. Тие имаат видено се и се што. Имаат видено, не знам, Травијата, Набуко, сите овие страшно бисери на оперската литература имаат видено во секаква форма и прочитано од драматурзи во секаква форма. Нив кога ќе им дадете да гледаат представа која што е, ние тоа го нарекуваме музејска постановка, значи класично го ќе видите статични пејачи без никаков мизансцен, строго костими кои што се прифатливи за традиционалната публика. Тоа е за германската публика смешно и едноставно неприфатливо заради тоа што тие бараат интелектуално да се напрегнат, да се отидат дома со прашања, да не им биде јасно зошто одреден дел од оперската представа режисерот на тој и тој начин ја поставил и кое прашање го поттикнал со тоа. Многу често знаат да провоцираат и политички, да обработуваат политички теми, актуелни, што е многу нормално. И од таа причина
тие представи се такви какви што се. Овие представи се фестивалски представи кои што се наменети за публика. Тука има 5000 гледачи. И меѓу тие 5000 гледачи има деца, има постари љубители на опера, има луѓе кои што прв пат плегуваат и гледаат оперска представа. И треба да го задржи вниманието и спектакуларноста по тој поглед. Така да ова се така наречени фестивалски инсценации за голема маса на луѓе. Се ова што го знаеме од опера, ние, барем широката публика, се тоа така наречени the best of, бисери, класици, нешто напишено 18, 19, ран 20 век и така натаму. За последното современи, да речам, опери кои веќе стануваат мюзикли, веќе тука некаде Ендрю Лойд Вебер со Phantom at the Opera, со Мачки и така натаму, кои можеби за 100 години ќе бидат и класика. Имате ли учествувано во некои опери на современици? Имате ли нешто што забележувате дека нешто е добро што сега се твори во моментов или во времево во кое живееме последниве 20-30 години од операта да излезе нешто ново во светот на операта? Добро, мюзиклот е друг жанр. Јас не настапувам мюзикли, тоа се поинаку едуцирани пејачи. Јас пеам современа, ги изведувам современите автори. Имам пеено во од Ролф Рим, моноопера. Тие представи изискуваат една страшен напор во однос на тоа да го научите музичкиот дел, материјалот, да го научите. Заради тоа што се најчесто атонални. Во мојот случај бев единствен солист, бидејќи беше моноопера, само јас бев на сцената и цела представа само јас ја изведував. Понекогаш воопшто не пишува ни белкантовски во смисол на тоа да се познава пеењето. Значи сам тоа белканто значи убаво пеење во буквален превод, но тоа значи умешност на пеење од сите аспекти, во смисол да можете еден тон да го испеете во секаква можна форма. Дали е тоа пиано, дали е форте, дали да го крешендирате па да го декрешендирате. Сите се што може да му дадете на еден тон, сите од тие техники кои што постојат во смисол и музички форми, мелодиски, да ги отпеете со една убава линија и да ја владеете комплетно со вашиот глас. Ете така би можела да го објаснам тоа. Инаку во слободен превод, односно во буквален е убаво пеење. Кажете ми, дали овие ваши изведби се тоа што се или тоа можете да го надградувате? Дали еве ваша изведба која илустриравме овдека на Ноќната кралица може уште подобро Ана Дурловска да ја интерпретира? Ваше мислење, дали мислите дека можете или тоа едноставно Кога би мислела дека не можам, не би вежбала повеќе и не би се занимавала повеќе со пеење, бидејќи ете, сега знам се. Така. Не можам да кажам, јас морам да останам во форма, морам да имам секогаш едно ниво под кое што не смеам да си дозволам да бидам. Секако дека имате вечери каде што многу добро се чувствувате, имате вечери каде што не сте баш добро, но техниката ќе ви овозможи да вие под тоа ниво не одите, да биде едно страшно високо ниво кое што треба да го задржите. И тоа ќе го задржите со техника. Има вечери каде што навистина се чувствувате многу добро, каде што има една енергија специјална и не се случува секогаш и тоа ќе кажете сега навистина беше одлично, но не може, јас ова улога имам пеено едно 400 пати. Така да воопшто не можам да кажам
денес беше, јас сега сум го добила мојот лимит. Јас морам да работам и понатаму, да можам да ја пеам, ова арија, и да се одржувам во форма за да го исполнам очекуваното од мене. Значи, мора да се вежба, мора да сте у кондиција за ова да го направите, како и за другото. Како се одржувате во форма? Како ја одржувате кондицијата? Добро, сега веќе со тек на години сум по-самостална. Среќа сопругот мој е исто така пеач, па се наоѓа во моменти кога ми треба додатно некоја консултација по однос на пеењето. Но најмногу работам со корепетитори. Тоа се пијанисти кои што не пратат и ни помагаат да научиме одредена улога. Добрите корепетитори треба да знаат се. Треба да бидат диригенти, треба да бидат пијанисти, треба да бидат вокални педагози, коуч. Што значи да слушаат многу добро, за да можат да ве коригираат на местата каде што вие не сте осетиле дека не е добро. Точно ли е дека во вашиот свет, се ова малце бизарно прашање, извинете, под ниво, но сум го прочитал тоа, дека бара исклучиво врвна дентална хигиена за грлото и перфектни заби. Дали стварно може забите, формата на забите, расипан заб, пломба и така натаму, да влијае на оној тоналитет и резонанца што е во устата и ја создавате? Или претеруем? Јас сум за тоа дека дентална хигиена и одржување мора за секоја професија е битна. Кај нас нормално експонирано е нашата устна шуплина, која ќе видите секогаш има пристап од погледи на публика. Така да, пред се од тој аспект треба да е добро негувано. Друго, имате партнер покрај себе, со кој што би било многу непријатно доколку имате проблеми. Но ја конкретно ме интересира, например, тоа го имам видено некои видеа кога Чепкав малце се спрема. Му вика ти фали шеска, иди попреја, па дојди вика повторно на аудиција. Добро. Мислам, дури и такви работи сум приметил, тие, како ги рековте, сега ми падна на памет врвни слухисти корепетитори. Да, па видете се, тоа е се дел од една наша резонанца. Устната шуплина е исто така дел од резонанцата, каде што се формира тонот. И секако дека сите тврди делови се битни за да резонира тонот. Како ние, нашето тело е наша резонанца. Сите коски мора да се одбие звукот од некаде за да постои. И потоа да се врти во една шуплина, во еден празен простор, за да се озвучи. А не сакаш да ми кажеш, од диафрагма, градниот кош, грлото, носот, синусите, целата глава, сето тоа влијае на тонот, на твојот тон? Да, инаку како ние го формираме гласот? Само со две гласилки, тоа не е доволно. Нас ни треба, знаете, концертен клавир колкав корпус има, така? На тој корпус нас не треба. Ние го имаме тоа тело. Јас извинам микрофон. Не е проблем. Нека се разбудат малце. Тоа тело го користиме да го озвучиме воздухот што ќе помине по гласилките. Значи, самото треперење на гласилките не е доволно за да се формира тој звук. Звучна кутија сме во суштината. Точно така. Да. Со драйвери. Да. Вака технички одлично ве разбрав. Она што ми беше повод да ве поканам и сега сосема за крај го идеме, тоа е на компјутерот е ставено, тоа е Академија за вокална уметност Дурловски. Што ве натера и каква е оваа академија? Малку повеќе да слушнеме за ова. Па, нас ни беше многу голема желба да тоа што го знаеме да го пренесеме. Да не остане само за нас, туку да се што сме научиле во текот на овие 20 години кариера и работа на себе, да го
да го пренесеме на една млада генерација. Тоа што може би кажам дека е плюс е големата љубов кон педагогијата. Јас барем така чувствувам. Едно време, додека се случуваа сите овие турбулентни моменти, јас си реков нема да земам оваа година, бидејќи предавам на факултетот за музичка уметност, нема да земам оваа година нови студенти заради тоа што немам волја. Со целата работа што се случи, немам време, немам волја да работам. И сватив дека нема зошто заради околностите да останам себична и да го чувам само за себе знаењето. Не е фер. А од друга страна и уживам во тоа. И тоа беше поттик да направиме едно наше студио, една академија каде што ќе се занимаваме со едукација и надградба на вокалната техника. Желба ми беше од секогаш да тоа биде еден простор каде што навистина ќе доликува на тоа што го правиме. Пред се заради тоа што имам девиза, ако сама не се почитувам, никој нема да ме почитува, и од почит кон себе и среќа во животот успеавме да добиеме простор во Ристичева палата. Тоа е, знаете, една од ретките објекти кои што се останати со тие високи тавани и комплетно реставрирано, без историски да се објект. Да, без да се чепне Лендмарк на Скопје. Апсолутно, да. Браво. И секогаш си го замислов тој полуконцертен клавир како седи во таа просторија, па како ние се занимаваме со фина уметност на едно место каде што му доликува, каде што студентите кои ќе дојдат, после кога ќе заминат во Виена, дај Боже, Немате не им ништо биде- ставени фотографии им од биде ова што чудно. опишувате. Па, треба да се дојде. И ете, примарно е тоа. Секундарно би рекла дека желба ми е да луѓето створат навика да одат или да прават салонски концерти. Тоа е нешто што може би во иднина ете ќе успееме да им го наметнеме на луѓето. Салонски концерт, тоа значи еден интимен концерт само за строго одбрана публика, 15 до 20 луѓе, со музичар кој што само за нив концерти, односно свири и музицира. Што е Еден нешто мал простор. многу нормално Па да, во светот. во светот е нормално, кај нас не често се случува, би рекла дека не сум сретнала. Веројатно со исклучоци, некој ако имало, но така, го замисливме како еден простор каде што ќе се слави уметноста, ќе се слави музиката, каде што секој може да се најде заради тоа што е битно, без разлика што пеете, каков жан пеете, вас ви е битно да го спознаете инструментот, да научите како правилно се дише, да научите да го користите гласот кој што ќе ве служи години, не само неколку години, каде што ќе научите да бидете сигурни во тоа што го правите, а не да зависи од формата во денот. Сега сум станал денес, па не се чувствувам баш најдобро и нема ни најдобро да пеам. Не. Сум станал, не се чувствувам најдобро, но знам како да направам за да го презентирам нивото кое што морам да го владе. Кој е таргетот на оваа академија? Кој ќе доаѓа овде? Ние сме веќе полни, морам да кажам. Браво, не знам, честитам. Да, со оглед на тоа дека... Фотографии објави, фотографии стари нас. Нели разговаравме дека јас живеам во друго... надвор од социјалните мрежи. Така, да. Но ако баш мора, ете, ќе направам. Но пред се луѓе кои што
има разни типови на луѓе. Не можам да разберам прво. Деца ли се овие кои немаат пење или луѓе кои завршиле средно музичко академија, кои завршиле нели висше образование и сега веќе надградбата преку вас ја имаат? Од сите. така. Че имате луѓе кои што спремаат сега дипломски испит, па им треба помош во тоа. Има колеги и студенти кои што не се задоволни од тоа како им оди работата, мислат дека можат подобро да научат, доаѓаат. Има колеги кои што се во операта, сакаат да се држат во форма и да се надградуваат и тие доаѓаат. Има дечиња кои што светат додека пеат, не пеат опера, пеат странски песни, рок, поп, ама кога ќе го видат микрофонот се тресат и живеат и знаете дека тоа дете еден ден ќе биде на сцена. Тоа дете таму му е местото. Значи, вие овдека не ги учите класична, туку ги учите техника на пеење. Да, техника на пеење со тоа што, па ќе речем, основата за секој пеач е да го владее телото, да го владее дишењето, да го спознае телото, заради тоа што ние користиме мускули кои што и не знаеме дека постојат. Ние сите треба да ги освестиме. Бене Гесерит. Да влеземе внатре. Да, јас како педагог, како професор, да слушнам како ви лежи вас јазикот во моментов, дали е на добра позиција, дали доволно високо сте го кренале мекото непце, дали сте ја поджирале како што треба, дали сте го користиле. Се тоа може да се контролира. Да. Тоа е филигранска работа. Тоа е филигранска работа, но секој ден кој што сака да трае долго, мора да го помине тој процес. Заради вежбање или заради надградба? Кажете ми, дали можете да дојдете и да дали секој може да се надгради? Дали има некој, дечки, џабе тие, толку тие, не можеш подобар да бидеш од ова, или? Знаете како кај нас дојда многу луѓе и со сите бевме многу искрени. Имаше такви кои што никогаш не се занимавале со музика, но многу ја сакаат операта. Добро. И ќе беа среќни да успеат да направат некаква кариера. И ние кажавме дека ние можеме да работиме со вас, но вие кариера никогаш нема да имате заради тоа што е предоцна. За да почнете од почеток сега. Што е предоцна? За развивање, бидејќи битно е од мал да се развијат тие мускули, да се набилдаат. Знаете како се развива. Се развива увото. Се развива мускулатурата. До одредена возраст веќе треба да знаете одредена количина, би рекла, на литература. Тоа не можете инстант да го направите. Тоа е се нешто кое што бара процес. Така да, но ако имате желба да бидете само за свое задоволство да пеете и сами да се надградите, има и такви кои што сакат во друштво кое ќе видам да знам што правам и како правам. И тоа се луѓе кои што имаат толку една позитивна енергија, на кои што понекогаш им завидувам, заради тоа што не се оптеретени со сите овие наши проблеми од професионална гледна точка, значи не заработува, не живее од оваа професија и може да си дозволи да ужива. И спремен да отиде на America's Got Talent, колку Сузан Бойл, така. Ќе отпее нешто, ќе ја прослава, ќе се појави на 100 емисии и завршила работа. Нормално. Бидејќи секој со својот пат. Една работа. Вистина ли е дека вашиот свет, сега излегувам од академијата, ведно се враќаме, дека тој свет, сите што се у светот на репродуктивна уметност, зборам и инструменталисти и вокалисти, велат дека е многу тежок, дека е тоа dog eat dog, безмилосен свет, дека спортот и фудбалот се помилостиви од што тој свет таму. Конкуренцијата, притисоците, вистина ли е тоа на вистина така? Тешко е, ама многу работи се во игра. Мора да
Знаете како многу полесно е кога имате грб, полесно е кога знаете луѓе, полесно е кога припаѓате на одредена група на луѓе. Се тоа некои олеснителни околности, но тоа не значи дека не можете да успеете ако ги немате сите тие работи. Може би имате среќа, па е тоа доволно за се. Така да, или сте, тука не сакам да исклучам дека не треба да сте многу добар. Вие мора сето тоа да го поседувате, за на крај среќата само да ви помогне да се најдете на вистинското место во вистинско време. Инаку квалитетот е несомнено дека мора да го поседувате. Кога ќе почне некој на вашата академија, дали е тоа некоја програма, дали е тоа секоја програма се прилагодува према лично, дали е тоа фонд на часови, па на крај добива диплома, титула или не знам што. Така, со секој се работи индивидуално. Така. И нас не е многу битно и од таа причина, кажам, сме ограничени со места и заради тоа и се пополнети местата, заради тоа што сакаме кон секој искрено и доследно да работиме. Што значи дека има индивидуален час, тој трае 50 минути и тука се занимаваме само со тој студент и индивидуално пристапуваме на неговиот проблем, затоа што не сме сите исто градени, немаме сите исти проблеми. Не кон секого можете истата метода да ја примените и не секој го работи истиот материјал. Така да, апсолутно се е индивидуално и ние сме тука за да можеме да процениме со кое темпо може да се работи. Нормално, сам педагог не може ништо да направи ако нема голема поддршка од студентот. Јас можам да ги кажам сите информации, но вие како студент ако не работите дома, тука сме оставени на милост и на немилост на среќата. Дали ќе успеете и колку ќе успеете. Но не зборуваме сега за среќа, зборуваме за работа. И таа работа се изискува од студентот и има одреден број на часови, во зависност од тоа како ќе се договориме, има неколку пакети, но се е на основа на индивидуална настава и комплетно креирање на еден пат, еве да речеме во однос на тоа кој што кон што цели. Како што е, ако сакате да се занимавате со оперско пеење и да сте студент, па и професионално веќе да се занимавате, вие мора да имате еден пат кој што ќе го трасирате, кој што однапред ќе знаете низ која улога треба да поминете, што треба да направите за да стигнете до целта. Така да тоа е една шема која што би требало уште на академија да се прави, но од некои причини не се пристапува така кон студентите. Ние сме на мнение дека мора комплетно да се направи план по кој што ќе се работи и дека само придржувајќи се на тој план може да се стигне до некаде. Сами сте вие како педагог таму или и Игор? И Игор работи со тоа што ние навистина не очекувавме дека ќе има толку интерес. А зошто има толку интерес? Заради вас имало потреба, не било покриено? Не знам, не можам да одговорам на ова прашање зошто има толку интерес. Ме радува заради тоа што мене најголемата скепса ми беше дали има интерес за едукација воопшто во Македонија. Дали некој се уште придава значење на тоа. И гледам дека да, има луѓе кои што се желни да се надградуваат, желни се да научат. И тоа многу ме радува, тоа значи дека има надеж и иднина за сите нас тука во земјава. И кога ќе има потреба да се прошириме, а веројатно ќе има потреба, ќе гледаме тоа да бидат колеги кои што работат на ете ви рекла, по иста техника како ние што работиме.
Па се надевам дека ќе имаме чест и задоволство во иднина некој продукт кој ќе произлезе од вашата академија и овдека да ни настапи или гостин да биде, да му посакаме се Да. онака да ни направи чест како вие што ни правите, особено затоа што не само што сте можеби еден од најдобрите изведувачи овдека и во регионов, секако имате огромна конкуренција, но навистина сте врвен артист, а тоа збори и за вашите ангажмани низ светот и навистина секогаш ме радува и како вокација, како телевизија, имаме прерогатив и замолница од нашиот собственик да промовираме наши луѓе кои со уметноста, со културата, со цивилизацијата, со она што го промовираат, на некој начин се. Еве ви неколку книги, Македонска империја, поздравете го Игор, ќе му се допадне и вам ќе ви се допадне. И ви благодарам многу, многу успехи и честитки за ова. Ви благодарам и на вас и да се гледаме само за убави работи. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.